Да се почитува социјалниот диалог и порачаа денеска на владата од Европската конфедерација на синдикати, алудирајќи за продолжеток на преговорите за покачување на минималната плата. Затоа ги повикуваме сите влади да ги почитуваат автономијата на социјалните партнери, да ги почитуваат синдикатите и да ги вклучуваат синдикатите во сите процеси. Социјалниот диалог мора да се почитува и не смее да има ниту еден работодавач и ниту една влада што ги напаѓа синдикатите. Тоа не е прифатливо, тоа е спротивно на законодавството во вашите земји, тоа е спротивно на правната рамка на Европската Унија. И ние како Европска конфедерација на синдикати ќе стоиме рамо до рамо и ќе ги поддржуваме сите синдикати во сите региони. За премиерот Мицкоски незрело е да се има впечаток со информација само дадена од една страна. Ќе би било незрело да само врз основа на едностранна информација носат заклучоци. Во принцип, јас би ги советувал да ги слушнат сите страни, аргументите на сите страни и тогаш да зборуваме за заклучоците. Но доколку е едностранна информацијата, јас сигурен сум дека високите представници на Европската комисија ќе сакат да слушнат и втората страна, тогаш дебатата и заклучоците би биле поинакви. Но ако го слушате предпоследниот, или би рекол можеби тука близко до последниот браник на интересите на СДСМ, а тоа е она момче председател на ССМ кој што излегува заедно со малкумина суди и обвинители, тогаш да, ако носите врз основа на тоа заклучок, да, но мислам дека заклучокот треба да се темели на аргументи од двете страни, па потоа, а ние сме на располагање, ги покануваме да дојдат или ако треба ние ќе појдеме да ги представиме нашите аргументи. Откако владата на последната седница даде зелено светло да се формира комисијата за одредување на репрезентативност за учество во диалогот на економско-социјалниот совет, следен чекор е изборот на репрезентативен синдикат, а потем и очекуваната трета рунда разговори во рамките на економско-социјалниот совет.